Речи 1000 украински борци скриени во фабриката за челик Азовстал во Мариупол се предале до сега, соопшти Русија. Ситуацијата во градот е катастрофална, комплетно оштетена инфраструктурата, објектите се срамнети со земја, а по улиците има отпадни води кои се закана од потенцијална епидемија на колера. Портпаролот на Руското министерство за одбрана изјави дека само во изминатите 24 часа 265 украински војници, од кои 50 ранети, го положиле оружјето. Милитантите на националистичката единица Азов и украинските војници блокирани во фабриката Азовстал продолжуваат да се предаваат во Мариупол. Во текот на изминатите 24 часа, 694 милитанти го положија оружјето и се предале, вклучително и 29 ранети. Пренесени се во болница во Народната република Донецк. Од украинската армија информираат дека Русија продолжува со ракетните напади врз воени цели и цивили низ цела Украина. Зеленски тврди дека гранатирани биле регионите Лавов, Суми и Чернихив и воздушни напади во Луганск. Сето ова не е само создавање тензии за нашата земја, не само тестирање на нашите сили. Ова е еден вид обид на руската армија да ги надомести неуспесите на истокот и југот од нашата земја. Тие не можат да покажат успех со општата воена акција во областите каде што се обидуваат да напредуваат. Така тие се обидуваат да покажат успех со своите ракети и други активности. Исто така неуспешно. Во меѓувреме Шведска и Финска денеска официјално поднесоа кандидатури за членство во НАТО. Се очекува процесот на пристапување да трае неколку недели. Апликациите треба да ги разгледаат 30 земји членки. Резервиран за зелено светло засега е турскиот претседател. Портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија Марија Захарова изјави дека со туркањето на Финска и Шведска да влезат во НАТО, само им се даваат одврзани раце на Соединетите Американски држави.